Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Тие сме. Уште раскажува Ненад, значи има тука за раскажување многу каде, што се случило и се, ама... Да појасниме, нели, за оние кои што подоцна ни се вклучија, дека зборуваме за сајбер напади, хакерски напади и така натаму, кои што се многу чести, и не само сајбер, најразлични напади, односно најразлични измами, посебно кај децата, како што споменав пред малку, и кај возрастните, кои што не се толку уки кај највозрастната публика, да речеме, затоа што не знаат да ги користат. Многу полесно може да се изманипулираат и да им се зеват пари. Но, одиме на убави теми. Така е. Ова е забавна емисија и забава ќе пренесеме еден час и денеска во вашите домови или онаму каде што гледате Телма телевизија. Добре дојдовте, добро вечер, добре најдовме и ќе биде весел. Така е, да, имаме двајца гости како и во скоро секој издание на Никој како. Ова е нашето 101-во издание. Ние толку. Ред се редат. Ред се редат и така. Добро е. Добро е, што? Па каде? 100 таму 200? Не ме гледаш мене, што гледаш Адемакте. Однос со гледачите, како се вика тоа, камерата. Така да, така. Таа магијата. Да не биде профилот. Да. Магијата ме зачара. Ајде, и со гостите да ги зачараме, како што треба. Значи, се договараме удамна, ама спојката не ја разделуваме. Ти имаат еден дует до сега, Владко вели нема да биде последен, тоа сме сигурни. Обајцата се пејачи. Незиното име е Елена Андоновска, а неговото Владко Миладиновски. Ајде, Бојрум. Па, добре ни дојдовте. А вие сте во Никој како? Драго, многу ми е драго. Добре ни дојде. Повелете. Се седнете. Да се малку подружиме, а на задоволство на гледачите, нели? И еден час во денешното издание на Никој како. Како сте ни? Конечно да се видиме. Владко, добар. Одличен. Нешто маца грлото или не е многу? Не се предаваме. Не? Браво живе на вас, на сите ваши гледачи. За почеток да кажем дека јас сум прв пат во вашата телевизија. Како бе, Владко, прв? Прв пат и кај вас како гостин. Добро, нема да биде прв да ќе исправиме. Добро, ќе видиме па. Те значи нешто. Пази како ќе се покажеш. Ај ние могаме. Да, ќе дојде. Ајде ви. Ајде ние, да. Елена, здраво живо и за тебе. Здраве од мене, поздрав за сите гледачи. Јас не сум за прв пат во телевизијата, ама и секогаш ми е пријатно и уште попријатно со вас во друштво сега. Благодариме. Добро. Обично сакаме да прашаме, бидејќи е некое попладневно време, некое ручек време, што го викаме во ова ново време, порано беше ручек време порано. Како вие го поминувате овој дел од денот кога немате обврски или тековно во денови? Па не сте во Никој како? Понапред на времето, тоа се вика. Понапред на времето, во 15-16 беше ручек, сега више... Кај нас дома ова време е еден позитивен хаос, бидејќи се собрани сите. Секој дете си е дома, нели, од градинка дојдено, од училиште дојдено, така да овој период е... Ручек или Па веќе не е завршен ручек, да. Обично ова време. И да, тогаш настанува тој позитивен хаос, она енергија која што си ја веројатно треба да истрошат, ја изгубиле на училиште, па прават еден рестарт, еден рефреш. И така. Не ви е лесно дома како ни. Добро рече позитивен хаос. Ние како музичари сме со други терминологии. Добро. Термините поинаку функционираат. Ние сме втора смена секогаш. Доста настануваме, функционираме. Моето ручек е ручек вечера околу 7 часот, така да ова време се припрема ручекот. Фамилијата исто си ја навикнавме спрема нашето темпо и така да околу 7 е. Они нека почнат кај 4 со мезето, па вечера во 7. Добро, деца мали се играат, тие скокаат. За децата добро, се регенерираат, се рестартира. Да. Така врви тоа. Да, добро. Ќе изборуваме за почеток, можеме и да видиме, ама како да речам, не е џабе, ние сега ќе видиме дека концерт ќе има, нели тоа беше
првично поводот нели за гостувањето, меѓу другото. На 22 март и сега тоа е убаво да продадеш концерт веднаш, така? Па да, јас за некого за среќа, за некого за жал. Да. Многу ми е драго што експресно брзо се продаде концертот, меѓутоа исто ми е жал за многу луѓе кои што не можеме да им обезбедиме карти, меѓутоа еве ова е прв пат ќе кажам дека многу брзо сме во организација за друг термин, нема да биде толку скоро, нема да биде за месец-два, меѓутоа во можеби на есен, веќе работиме на тоа да обезбедиме термин за сите оние кои што не успеа да навреме да купат влезници или не можевме и ние на никој начин да. А зошто локацијата баш да биде филхармонија? Не е филхармонија, македонска. Национално Национално добро, зошто да не е некој поголем простор, да речеме. Не мислиш дека Ние сме поскромни прво. Мислиш Јане Сандански не би можела да наполни? Па сега кој да знае, кој пробал знае, еве ние овој пат. Да бидам искрен, мојата желба од секогаш била, јас сум бил често гостин на Танец, кој што најчесто имаат концертираат во таа сала. Таа сала е прекрасна од видео аспект, акустично, аголот на седиштата и мислам дека и таа е бројка идеално да се концертира, буквално да се концертира. Веќе на поголема бројка таа оди на кај друг формат. Може би следно би размислували нешто друго, меѓутоа сега ова на есен сигурно ќе го повториме во истиот формат. Здраве за 30 тоа. луѓе е оркестар само, така? гости ќе има? Голем оркестар. Гости ќе има, во публика ќе имаме. Не, на сцена дали ќе има гости или нема да Па ти од публиката некои ќе се качат. од публиката. Добро. Имаме фотографии, нели го имаме плакатот, зборувавме за концертот, уште еднаш ќе ги потсетиме сите оние кои што ајде зборувавте пред емисија дека ќе се снима, па ќе го видиме на некој од телевизиите, зашто не и кај нас, така да ќе можеме да. Да. Ова е сети се снео, како беше тоа, така. Еве го официјалниот плакат. Значи 22 март сите оние кои што набавиле влизници, нема веќе влизници, 20 часот ќе уживаат во. Само да споменеме позади брат ти, така што ајде малку да и околу тоа, Идејата после беше за и колава. тој да присуствува, нели, на сите гостувања каде што го рекламирав. Меѓутоа не успеа апсолутно нигде, бидејќи тотално е посветен цело време. Прават проби, распишуваат ноти, дел од композициите ќе бидат во нови аранжмани, навистина е захтевна работата и тоа е максимално концентриран и фокусиран на тоа. Не му се мешам, тој не ми се меша и така сме. Само твои песни или ќе има Авторски нешто? наши песни. Да. Добро. И неколку негови Неколку инструментални негови, композиции. така е, да. Одвојо? Па од Па сакам да Војот врзам со автомобилов, нели малку? Да, дојдеме до Па ме слика. врзуваат многу работи во животот, а најмногу не врзува заедничкиот дует, кажи ми Вујче, која што за жал ќе испеам сам, меѓутоа секако ќе испеам како едно силно потсетување на него, бидејќи е поимливи сме еден. Мислам, целата наша кариера е поимлива со него и со неговото име и презиме и ние сме среќни за тоа, привилегија било, иако е сега до аспект многу жално и тешко, но со радо срце го Така, но спомнуваме и ќе го споменото спомнуваме. станува, така Така е, е. да. А кажи ми се приказнава со автомобилот. прво Илена нешто да Елена, ни кажа? да, само да го завршиме Добро, ајде. оваа серија со фотографија. Па ова е негов автомобил беше, го користеше и баш во времето кога јас го запознав, тој беше тогаш во топ форма, на добри години, на врвот од кариерата и во тоа време ова беше страшно возило. И кога го запознав, за мене беше еден вау. Добро. Од лик и од автомобил. Ете, после долги години дојде некако во мој раце, јас го реставрирав целосно, се изгледа буквално како нов и си го возам така, си го чувам за душа. Ме исполнува и не потсетува, цела фамилија не потсетува на него. На него. Така е, да. Елена, Да. Елена спомена колку е убаво да се биде во една сала во која што сите аспекти се задоволени од тоа, да си како гледач или како некој кој што ќе ужива. Танец тамо често ги прави своите концерти. Дали размислуваш можеби на тема концерт, нешто такво, не знам. Секако веќе во најава. Мојот концерт кој што се уште нема датум, но ќе се случи на крајот на годината, сигурно. Бидејќи јас веќе подолго време најавувам концерт и од
оправдани причини, постојано ми се одложува нештото. После вториот мој албум за Пејаво Славе Пиле најавив концерт, меѓутоа тоа беше еден период на ковид. Потоа се случи уште едно мајчинство кај мене. Некако природно се одложуваше реализацијата на солистички концерт, но јас пак сметам дека треба да се созре оној музички материјал кој што го промовираме и го продуцираме низ годиниве, треба нешто да биде зрело, публиката долго време да го конзумира, за да дојде до степен да се испрезентира на концерт. Сепак не е мала работа, ние редовно сме на настапи, живи настапи, публиката редовно не слуша, но да се реализира солистички концерт, тоа е една голема одговорност према себе како изведувач и нели оној цел материјал музички кој што си го оставил зад себе да биде во живо испрезентиран пред публика која што само седи и те гледа, ја конзумира музиката, многу е поразлично отколку публика која што се забавува. Но пак од друга страна темпото си го имате веќе и не треба нели не е нешто чудно за да се издржи нели онаа динамика се да од почеток до крај да се испее како што треба. Не, секако, но секој ден настап е ново искуство за сите нас, нели? И за вас, вие сте секој ден во студио, меѓутоа секоја емисија ви е различно искуство и еден професионалец мора да е секој пат нели спремен за Сакам да те прашам што мислиш дали ти се допаѓа овој став на Владко дека нели подобро е во таков еден амбиент каде што сите работи ќе бидат на свое место, па тамо нека е и тоа не голема бројка. Нели, отколку да речеме да земеш голем залак и да се обидеш нешто поголема сала да наполниш. Што да кажам, ние како македонци и дел од нели музичката македонска естрада, за жал не се охрабруваме на таков чекор. Јас верувам дека Владко со целата негова продукција наназад низ годиниве и сите хитови кои што ги има оставено ќе наполни поголема сала. Он е скромен, исто и јас така скромно размислувам. Меѓутоа прво ќе кажам, не сме ние поддржани од народот, од државата, бидејќи многу се почесто се пласира друга музика, не македонска, кога ние би биле охрабрени од медиумите, од самиот македонски народ, сигурно дека би посегнали по поголем по концерт во поголема сала, зашто да не? Прво треба ние да си ги правиме концертите во големи сали, а после нели странски изведувачи. Ова реално е проблем. Па не е проблем, ова веќе е борба. Борба. Еве борба. Буквално еве со целиот мој тим што комуницираме, ова е на некој начин борба, бидејќи не е секој дневе да прави концерт да постои на фолк или народна музика. И сега ние немаме некој репер предходно па да видиме да може во таква сала или со таа бројка. Се е ново, сега се согледувам. Јас кога го закажав терминот, сите наоколу ме рекоа закажи втор термин да имаме, јас викам чекај, многу е рано. Един сум бев присебен, иако испаднав сосема во грешка. Значи во моментов имаме... Сигурно ќе биде солд аут и вториот. Тоа е сигурно. Мене ми е многу жал, што точно имаме интерес и јавувања за уште една сала. Потполно продаден уште еден. Не можем технички, нема термин едноставно. Значи фалат сали и треба да стане тренд и почесто и пракса на... Фали универзална сала, ако веќе... Универзална сала е со универзална бројка, дефинитивно таман. Значи спортските сали се веќе... Веќе многу голема бројка. Да, и не се адаптира, не треба многу да се адаптира и акустика и се, ако веќе сакаме тоа да звучи како што треба. Уште 1000 седишта фалат за да биде сала со околу 1500-600 да, па толку е всушност универзална е толку 1500-1600 така некако. Тука некаде колку што се сеќавам. Беше и мислам дека тоа е идеално, па ајде здрави, ние да почнеме. Така да потикнеме, па еве и ние ме поддржуваме, еве. Например, ако овде се мислите колку ќе биде бројката, како ќе биде, кога одите на турне и натур, тоа нема без размислување, тоа е крца. Така ли? Фул. Еве имаме една снимка. Имаме за жал. Не е за жал, за среќа. Ајде кажи, нека покажат само како изгледа. Нека покажат како изгледа. Каде е ова? Кај е ова? Ова е од турнејата во Америка и во Канада, ова е конкретно во Канада на крај, по Мисисага. Па ние стварно сме имале македонци многу надвор, Па за да викам за жал, кога овие луѓе би биле во Македонија, би биле многу побогати и посилни. Сериозна бројка на луѓе. Сега викендот бев во Германија, исто и таму многу македонци. Нас ни убаво се полнат сабите, ама
Ама различно. Во основа не е различно, тие се Не, исти. викам исто, ама различно е, убаво би било кога би биле Па, тука. тоа сакам да кажам. Ова е голем минус за нашата, овие луѓе се голем минус за нашата држава. Добро, еве, вака ќе ги поттикнеме и нашите и ги охрабриме, така ли? Да. Зборам на овие кои што се во Македонија се почесто да бидат дел и да бараат концерти на кои што ќе уживаат во Ајде добра да бидам македонска за крај нескромен, навистина, не, можеби и ние сме повеќе уплашени и не храбри да тоа се е можеби, да, ама не може да сте, па не може да знаеш, така. А ако биде, Па добро, ама надам дека веројатно ќе сите се се плашат од она да не биде празно, па што Така ќе кажат, па што ќе направат, знаеш, ќе те обесхрабри понатаму. Идеш на сигурно, знаеш дека тоа ќе биде распродадено и да Ненад, знаеш, се во реалност, ајде да бидеме на крај заклучок. Чини многу, и тоа секако. премногу чини. Да, за овие Нема никаква услови поддршка. така е. Да. Нема поддршка. всушност од друга 30 луѓе кои што треба да бидат на цена, само да ги Како распишат што тие. каже Елена, по една вода да им купиме, Така. чини многу. Да. Да. А сите тие технички моменти исто така треба да се покријат. Така е, озвучување, се нешто треба да се покрие. И кога ќе се представи една сума колку ќе чини карта, знаеме како народ да си кажеме сега многу е ова. Многу Да. е за... Гледа, да, мора да гледаме и на тоа. Не е баш така. Не, треба да се спочитува и да се цени работата на уметникот. Јас имав, извини. Слободно. Ова е непресушна тема. Сега ќе го скратиме, пошто овде нема стоп и ние ќе се Да, надобрзаме. имав среќа да околу мене излегоа луѓе од сите, зборам, видео, аудио, оркестар со ентузијазам, кои што влегоа во овој проект не од финансиски аспект, влегоа со поддршка и со мотив дека треба е потребно ова во овој момент. Да. Види ги се расположија во режија, па продолжија со музика. И се бенди со. Ајде, више сакате музика и гледачите веројатно сакаат пред да пееме, сега да пуштиме некој Да пуштиме нивните спотови. Може ли? Ајде малку. Од Елена сега може. Ајде, може. Рика Гази, мало и моме. Таа ја избра Елена. Така. И јас би Има избрал. повеќе. Да. Ти Па и гледачите би избрале. Малку да го видиме да спотот, видиме малку спотот и да ни раскаже Елена што Така е. се случува во овој период во однос на музичка кариера. Не врзана со танец, зборувам, не со тој дел од кариерата. Не, еднаш искомунициравме нели за гостување, Да. меѓутоа јас бев во една интензивна фаза на снимање на третиот албум Ник Мило цвеќе шарено и бевме практично во студио може месец. Да не Еден месец, калкулирам да. со денови, да, затоа што целиот тој продукт од 10 песни, обработки на 10 народни песни, значи ова е трето издание на обработки на македонски народни песни, се снима во живо, значи секој еден инструмент се снима во живо, за секоја песна се изготвува соодветен музички аранжман. Истото тоа е една студија која што треба да се направи, ја прават големи професионалци. Снимаме ке Ангел Ќосев во подрумот во студиото. Златко Миладиновски е аранжер на 5 од песните од овој албум. Благојче Трајковски и самиот продуцент Ангел Ќосев ги прават аранжманите. Имам 17 гости, учесници на албумот и сето тоа е, ајде да кажам, Како концерт. Да, тоа е една голема организација. Да, Секој музичар да дојде, да го отсвири материјалот, па на кој му се допаѓа, па на кој не, па се преснимува и така натака, да нештото ги задоволи, да кажам, нашите потреби, бидејќи јас работам тимски, сам човек ништо не може да направи. Ке си го поздравам тука мојот сопруг, кој што буквално е како да кажам, Менаџер. идеја, па да, Повеќе од тоа. Менаџер и повеќе. креативната идеја, Креативата е во неговата глава, да. да, од него затоа што мора за нешто да постои една основа, една идеја што ќе се развие, ние заедно ја развиваме. Меѓутоа мора некој да носи одлуки. И ние имаме многу сериозен пристап во ова што го работиме. Не е едноставно да се играш со традицијата на народот. Народната музика е нешто што нас како народ не отсликува и нешто што раскажува за идентитетот на македонскиот народ. Не е едноставно, повторно ја кажам, да се играме со минатото и со историјата. Но И сега, затоа- извини само уште нешто во контекст на ова, пошто живееме во некое дигитално време, како сега размислувате да ги издавате албумите, нели, кога веќе се работи албум? CD-ња,
веќе веројатно само мала бројка чисто да се има како за спомен. Се тоа треба да оди на оние дигитални платформи, нели, за да може да стигне секаде. Веројатно ова е тој лимитрофен период кога нештото преминува од една форма на издаваштво во друга. Размислувате во тој контекст? Па да, веќе работиме на двете нешта паралелно, бидејќи првиот албум кој што ме чуе да пеам беше така направен, физичко CD. Во истиот тој стил се издаде вториот, во истиот стил ќе биде и третиот. Затоа што сакаме да бидеме фер према другите албуми, нели? Да имаме пакетче така културно и па на крајот да биде рекламен материјал кој што ќе се подари, да биде направив CD, промовирам CD, односно промовирам албумов дигитално. Замисли си го. Па да, мора да има нешто физичко. Научно сме научени дека еве го албумот така. Ама па и убаво е дигитално нели да ги има, затоа што веќе сето тоа е реалност. Дигитално време смени многу работи и самото, како што кажа Елена, сега веќе самото програмирање, аранжирање може да се прави на еден инструмент компјутерски. Меѓутоа тоа е за жал пластично и дигитално. Елена имаат таков пристап. Таков сериозен пристап со секој инструмент е во живо. Обрнува внимание на секој тон, на секоја интерпретација и во тој ќе биде жално ако не се. Ти благодарам. Ми значи ретко сте и секогаш моја искрена поддршка. Знаеш дека. Ќе ми дојдеш на концерт. Ја си заслужи концерт. А јас ќе дојдам на концерт. Сега песната која што пофали дека има кат. Да. Последната твоја песна, односно ваша песна е нели она хумористичната, но одлучивме да пуштиме една друга која што е посветена. Е песна со посвета, Тоде Новачевски е во приказната. Кажи ни зошто. Пуштете режија да отслушаме малку. Да, таа е песна која што авторскиот тим на Велат не нема, на чело со Тоде Новачевски, Крстен Нововски мечкар од Австралија текстописецот и Златко Миладиновски аранжманот. Оваа песна за Светинао Охридски, чудотворецот, е направена и пред неа и во исто време ми ги понудија како демо снимки. Ајде, тогаш одлучивме дека треба да оди прво Велат не нема. Со тоа што мислевме дека за брзо време ќе ја сработиме и втората, и беше огромна желба на Тоде, многу му се допаѓаше, беше внесен во таа песна да ја слушне. За жал не успеа да ја слушне и ја сработивме и целата екипа ја посветивме оваа песна на него со надеж дека покрај огромниот број на хитови кои што стојат позади Тоде дека ќе застане и ова во таа низа. Да, стварно, не знам дали ќе има време, ако никој никогаш седни и почне да кажува што се сработил или направил Тоде Новачевски. Сериозни песни, мислам дека како да нема песна направено што не е хит. Буквално, да, ја мислам дека 99, ако не се од песните кои што ги има направено се Јас имав среќа во Австралија, го запознав и се дружевме доста. Прекрасен човек, значи реткост од човек со големо срце, заљубен во Македонија, толку скромен, а толку полн со музика, толку немам спорови и многу сум среќен што имав прилика да го запознам и што повеќе што имам испеано 2 негови песни. Одлично. Сега затвараме ова, значи делов ова затвараме. Шалтер затвараме. Сега затвараме шалтер. На пауза. Не. Сега одиме со друг тип на прашање или она пошто сме познати. Така, секојдневни интересни ситуации, како на пример. Ајде пример. Која особина не ми се допаѓа кај другите, вака да почне. Да. Кој ќе биде прв? Кој се спонтан. Јас лицемерие прво. Треба да објаснам зошто? Ако има постојано потреба. сум во окружување на лицемерни. Па мислам дека сите сменаме, ја не знам кој. Такво време живее. А не научив да го правам тоа и многу од една страна ми е криво што не научив да правам лице, од друга страна ја презирам таа особина, да. Па ми е криво затоа што гледам дека светот некако се одреди на добивање. Сите ние нешто сакаме да добиваме. Напредување со лицемерие. Со правење на лице и со правење на нешто што не сме, со глумење на некакво сакање на некој околу нас и мене тоа ме вади од кожа, а не го правам. Не го правам затоа што не знам да го направам. Ќе се издадам втората секунда дека сум ми одговара. направила лице само. Да. Ама тогаш па како реагираш кога треба да кажеш вистина, а знаеш дека тоа не е баш. Која е средината?
Нели да не си лицемерен во некои ситуации. Па Нели не знам. викаш не сум лицемерен или не знам да сум лицемерен. Па Тогаш не како знам. се Нема снаоѓаш? Па веројатно. губам. А, Да, губиш? губам. Научена сум да во животот имам многу изгубено затоа што не знам да се насмеам таму каде што не ми се смее, не знам да премолчам таму каде што треба, не треба, туку сите премолчуваат. Да, баш така. И знам да сум единка во стадото што ќе каже нешто, затоа што Така така мислам. сум скроена. Така е, така е. Ама и убаво ми е затоа што секогаш одам со чиста мисла, чиста душа, чиста совест и знам на што сум со луѓето околу мене. Добро. Помисли? Помислив. Дај да не се повторуваме, истата особина ми смета и мене или една особина или навика што имаме ние македонците, она неповикано солење на памет. Чекај сега да ти кажам, ти било најдобро да направиш Вака. или зашто вака? Вие треба вака. Па еве, ја одма му, што салата Што става? Да, гледам се поле паметинија. Што не Што не дојде ти да ми ја дојде, закажеш. Тоа се пише нормално македонски менталитет. И ја да кажам. Да Ја кажам да ти нешто. кажам, па ти како сакаш. И дигитален албум, така? И да прашам само. Остај ова слики, во живо. Дигитално. А каков талент би сакале да имате? Ајде ти Јас сум пробам. задоволен со талентите. Не, Не, нешто како би друго. сакал да Значи, имаш, Ма нешто сум што- задоволен со тие све што ги што- имам веќе, аха. па имам талент, мислам дека имам за музика. Добро, ама друго. Имам талент и за спорт. Ај, за спорт Во имаш. спав, јас прво бев фудбалер. До секако дете. Професионален? Па не, Сам вака играш. види во тие категории, пионерски, кадетски категории, имавме активно учествувавме во првенства, јас бев во Кичево, тогаш во ФК Напредок, па година две тренирав во ФК Пелистер додека учев средно музичко училиште и тогаш некако веќе природно се Да, Требаше може. да узмеш. разминав, да. Да. Значи ти треба да правиш концерт на стадион. А не во... Немо, ја не сум дански Ке глупост. доеш на моето. ми привлекува глумечкиот, како да го изразам, талент. Може би сакал да го имам. Тоа на нас може да ни се најде во глумење. Секако треба за на па и сцена. на сцена секако треба. Тоа мислам дека го немаме, би сакал може би да. Е, тоа одлично. Да, добро. И јас треба да одговорам. За Што би спорт, сакала? за спорт ично, значи не ни сакам да го имам како талент. Кој талент немам го немаш, ама обидност. сакаш да го имаш. Ако треба да биде врзано со талент за јазици, пошто многу пати слушам како имаш талент и знаеш 8 јазика. Како луѓе го знаат по 8 јазика, секој че Знаат и по 40 некој. Ама јас стварно тука не се снаоѓам, не знам. А генерално музикалните луѓе имаат слух за брзо да ги учат странските јазици. Ке мене тој чип не работи. Нешто тука не. Не, за пеење немам Нешто проблем, нешто кога треба има. странска песна да се отпее, тука немам проблем, ама да памтам, Да памтам, да се обраќам и да раскажувам и да се... А во контекст на ова, чекај да се надобрзам уште едно слично прашање. Што би се занимавале ако не се занимавате со ова сега што го работите? Ама да не е поврзано со музика, Јас со знам нешто од одма. ова. Знаеш? Да. Што? Во градинка ке работам. Во градинка? Јас би било многу пати знам да кажам, наставничка. ако Господ рече дека Воспитувачка. нема од утре да пеам, Добро. ке работам или игротека ќе отворам, деца да гледам пред мене, или во градинка ке работам. Ама чекај малце ти, тој значи тебе креативен хаос ти е таму дома, така? Да, Ама да, таму да. се колку деца се? Има Три. машала. Ама таму знаеш колку се во градинка? Па предизвика. Е, Овеќе. 3:30. Тоа е како да не прашаш нас дали Немам по... исто да пееш пред 10 луѓе и пред 1100 Да. Не луѓе. знам дали така исто со деца. Мислам дека немам поблагодарна работа нема, од тоа секако да чуваш нема, деца, не, па да. и нели туѓи Да, деца, да да. кажам да е тоа професија. Децата се чисти души и јас би поменувала, еве да кажам, работен ден во градинка, сигурно ако ова не го работам, ќе работам со деца, сигурно. Јас ова ако не го работам, сигурно не би работел во градинка. Ни ме бива, ниту сакам. Добро, а што сакаш? Па не знам вака нешто полесно, пример. Јас сум добар во логистика, може би, нешто тука би се snašla во добро. организацијата. Ти земи го тој, таму пренеси. Ај ти? Значи сакаш да кажуваш? Ај ти, да наредам покритски, да наредам. Да наредбаш. Добро, Може, тука мислам дека би се snašал така. Мислам дека е полесно физички. физички. Добро. Дали никогаш сте биле влюбени во тебе лик?
серија, филм? Машки или женски? Сега вајда нема да бидеш влюбен во машки. Па не, добро, ама да почитуваш може на така. друг начин. Да, добро. Нормално. Значи може, ако има нека интересна приказна, нели? Не. Не баш? Добро? Па не. Или Па немам, не ја стварно сме гледале серии, не знам. Тинеџерски веденови, па да некој... Ние народно не наслушавме, предпоставам. Па и во народното... Некој да сте го... Не знам, јас кога бев многу мала, Не влюбен, не мораш да го сакаш како... Джексон. Епа Майкл Джексон. Те мајка, значи не влюбен Не као си да го бил влюбен, сакаш за туку не ли си? нели дечко девојка, Не бевме него... постери, тоа беше нели тренд. Цела соба нема празно местенце, нели на зидот. Майкл Джексон. Па да, тоа тоа низините време. Бритни Спирс и Майкл Джексон беа поделени зидовите и ето тоа, ако треба од детството да кажам нешто од некој минат период. Јас Некој од спортист. телевизиите ми беа моите војковци, ги гледам на телевизија, но и тоа ги гледав и дома и немав постери. Немаш постер. Немам потреба Добро, од постер. а некој фудбалер не ти беа? Тие предизвиква да лепиш постери од нив? Не. Не? Не. За жал. Жарко Панче во тоа време, нели? Не, Не сум јас од тоа време. Не? Веќе Аха. во мое Шо, да не време си игра. Па не, Панче веќе не Не играш. не играше. Играш? Да. Ама Да, тоа значи... беше Кристијано, бразилец од Роналдо, тој период, веќе, да. Го следев, ама не бев таков некој страстен фан, кон некој лик се. Да. Да Добро. одговорам конкретно на прашањето. Ајде, ќе предпоставаш ли да ги имам јас? Ајде, слободно. Дали сте отишли никогаш на свадба, не поканете, Отиде. имаме секогаш коњак прашања, особено за луѓе кои што се занимаваат со оваа работа. Да. Заради тоа што се случило ли никогаш да утнат? Утнам На скроз. свадба не, ама скоро утнавме роден ден со едното синче, онака со поклонче и тоа забрзани панели, на цел хаос, барање паркинг, со се, мамо, ајде, каснем. Влегуваме, гледам непознати луѓе внатре. Добро. Поклончето, тој среќан ке си игра во игротека. Викам сине, ние не сме на овој роден ден. Убаво се загледавме. Чекај, вика мама, поканата да ја видам јас што испратите. Наредната сабота истерме. А вие сте утнеле дено. Разочарување беше тоа. Ама ете, такво искуство имам со роден ден, со свадба не до толку. Да. Ама да знаеме да правиме грешка, тоа е. Да, стварно, не погледнаш добро датум, само сабота и толку Ватка, тргнав да на сте роден го ден. Таква статива, ја ме подсети Елена пред, тоа беше 22 февруари. Значи, месец предходно, јас бев во Турција на гостување и ми се јавува мојот колега Спасил Цигановски. Вика, знаеш кај су? Не знам. Пред опера и балет. Леле, А он на пришол концерт дошол. 22 февруари. Дотерали сме. Се извинувам, викам, се извинувам од моје име, од име на опера и балет. Па влезе ако има некоја представа, извинувам. Пати авион. Барам на гости да ти дојде. Не беше поканет, се беше договорено, наверојатно сгрешил датумот. Јас сум пред опера и балет, дотерали. Сгрешил, леле. А конкретно за свадби, јас многу често сум присуствувал на свадби непоканет, ама ајде да се изјасним. Како не покане. Сакал да собери искуства, веројатно. Ето, добро. За мене така се краде. Пример ќе разбереме дека во Кичево на некоја свадба пее Маун Петрески. Каде прилика да го слушам? Точно. И како? Па ги знаевме хотелите, ресторантите, Да, беа ќе наши можеш да луѓе бевме влизаш, тука. така? Ќе најдеш на музичка маса, на тераса. Добро. Важно да имаш Да. Прилика да слушнаш. или кога Вујко ми и Војо Биден кога пееле, ќе разберем некако. Колку поблиску, толку подобро. Да. Така да често, па и некои групи што не биле од Кичево, не знам, во тоа време, беа Македонски Мирак многу познати, ќе свира таму и... Сите. Значи право прашање. Право прашање, да. Ама јас Да не- мислам дека оправдано е. Така, знаеш што Така е. да не заборавиме, како беше она искуството со визата Канада, Швајцарија? Ајде раскажи ни, молим те. Пошто не знам дали ќе имаме такво прашање. Па турнејата беше веќе сум морив откажување, а колку беше напорно само јас се знам. А турнејата беше Америка и Канада споена, нели? Добро. Таму се блиску, само требаше да се преместиме за 2-3 часа. Добро. И Почна турнејата во Америка, меѓутоа визата доцнеше. Ја немавме физички. И веќе после нова година добивме мајл известување дека која имаме јас и ти се добиено. слушнавме еднаш од тие Така пати, нешто. нели? Добро, треба да има, добро. И сега не можевме физички таму да ја подигнеме визата и јас во Нью Џерси имавме концерт за Божик, по костум завршив на аеродром. Летнав за Виена и тоа беше летот преку Лисабон па Виена. Појдов си ја зедов визата
физички од амбасада, Назад. рукавиот преку Варшава, за да биде поинтересно. Да не пак преку група. Во Канада, таа беше некој 5 дена, значи пола свет го поминав И се врати со визата. Дефам на видеото беше од таму, вредеше. Беше од кај зема визата. Среќен, пресреќен. Па не е среќен пресреќен. Сте шего. Наједноставно и најлесно можев да кажам, нема виза, не доаѓаме и тука ќе беше завршена секоја приказна, меѓутоа не заслужува луѓето. Се организирале да дојдат, не очекува со полно срце. Исто беше и за во Турција, сега кога патував. Сега скоро пред 2-3 недели или Истанбул беше Германија, така Истанбул беше блокиран цел снег. викенд со снег. Ние летот ни беше преку Истанбул. И сега викам нема и тие во ке помирени. Па со кола колку е? Па вика 2-13 часа. Ајде. И стигнаме, пак ќе кажам, и таму вредеше. Чекај малце, Илена да прашам, танец, екипа цела, имало некоја таква случка со, не знам, визи, мизи, или се е сведено Со придржување? визи веројатно не. Со визи не, ама со нешто патување. друго. Проблеми со поединци знаеле да останат и во Македонија да не заменат, сепак се работи за голема група, да замена ансамбл може некој да кажем да извиси во дадена ситуација, но ансамбл како екипа, колектив не страдал до сега. Да, јас немам такво Да искуство. останат овде или Да, да си некој да не останат замени. таму, Да. беше А дури да не се знам. заљубат таму, па да си останат. Да, Не, не нема погрешам, такви- ама имало и такви ситуации. Да, ама немам конкретни информации. Може би некој од повозрастните колеги, ако ви е гостин, ќе ви Добро, ќе ни раскаже. Јас раскаже. имам некои сознанија, само дека има Памтка. такви ситуации. Да. Ете Памти идеја го некој да прашање. поканите од повозрастните колеги. Така е, да. Таму има приказна. Јас знам дека секогаш има приказни кога ќе ги прашам овие од Филхармонија, кога треба додат на некоја турнеја помала група, па нели она со си плаќам посебно место за контрабас или за оваква, заради тоа што иначе ќе ти го стават долу кај што е целиот багаж и не знаеш дали ќе го имаш или ќе го немаш. Да, имаш што ќе свириш. Да. Затоа ние како пејачи си ги носиме Да, микрофоните. не, со а нас, како е така. кај вас или помали се овие инструментите кои што ги носат луѓето во танец? Така не Па, се тоа големи. обично, јас не го знам, тој Не го старо, тој знаете, е технички да, дел, да. јас како пејач ќе се оградам тоа. Си го носи Се го инструмент. носи инструментот и Јас тоа го е. знам добро во последниот период, нешто не ми оди со куферите, а никогаш сум имал проблем. Не тргна од лани, во Германија имавме гостување, стигнавме, мојот куфер го нема. И јас како што бев во тренерки, а истиот Во ден тренерки беше. пееше? Не. Добро. Појдов Зато после со костум патуваш. Така ли? Не, за Што е назад има. сигурно. Куферот стигна истиот ден кога треба да се враќам. Не сум си го зедол да преместив. Америка кога стигнавме ни фалеа два куфери и то конкретно клавиатурата и тапаните. А истиот ден сега брзаме да стигнеме за настап, немаме инструменти. Успат застанавме во некоја музичка продавница и првите тапани, првите клавиатури. И купивме се вратам, тоа беше како Survivor. Леле. Еве се од Германија и се вративме без куфери. Нешто Уште патуваат. Јас имам само едно искуство во Австралија, ми стигна вториот ден куферот. Колешките беа многу на фини, кој си? ми сподадоа колешки. Оставај си, кај одиш, оставај си Ева, куфер. да се После ради. како си одиш, си имам таму гардероба, нема проблем. Имав лошо искуство, го немам и кажано јавно, еве се од Америка кога се враќавме, во Полска ни заглавија куферите. Стигна после неколку дена, мојот беше преполовен поприлично. Како преполовен? Некој се послужил од што си бендисо, ама буквално беше на пола за жал. И супер, нема кај да се пожалиш, си пишуваш мејл, ти викаат I'm sorry. И Да. Ајде. Не ми се случило, ама еве во некој период. Оваа ај, година сега се ќе случи. заврши. Ајде ќе заврши со Нека минатата оди таму Јова. лошо. Нека оди, така е. Да пееме, отиде Ќе емисијава, пееме. остати лошото, отиде Сега видов колку е емисијава, са. Што да видиме? Ајде да пееме. Елена, ќе пееш? Секако. Повелата, микрофонот е ваш. Благодарам. Пуштајте. Кога Пуштај ти си така. играл? Песна ќе Ќе играме во После, сода. Да играме. Нас не се игра. Ќе пееме, ќе играме. Оп. Низ корија зелена, босомо ме шета. Низ корија зелена, босомо ме шета. Еј, момеле, моме босо е.
boso je. Mi nagazimo me to trnčeći mi čoče. Ej, mome bosoje. Ej, mome bosoje. Кирки. Да, често в кола имавме незино CD, значи CD. CD значи. Сега со USB-нца сега. Пак не е тоа, Не но е да тоа. се става премногу, на CD има 10 до 15 одбрани и ги слушаш така студиозно Со се уживање. слуша албум. Така порано ги слушавме и многу повеќе и подобро знаевме музика. Сега имаш се, отвараш не знаеш што да пуштиш, пушташ едната е не знам каква, За 3 втората е месеци ќе веќе изврти, па ќе дојде пак исто. така нешта. А албум CD од поинаква вредност докажаме и гарантирам за тоа дека е така. Ме Да ни охрабри најави- сега да знаеш. Да ни најави Владко. Шук има сега, знаеш? Како во... На овој микрофон. На можеш. Или ова А се сега реклами, драги гости. Така е, никој како продолжува оваа вечер, никој како, никој како се збори со името. Да. За малку ке кажам. Никој како Елена и Владко. Ете така. Ама сега за миг ќе бидат некој друг. Кој сум јас? Ова е твоето. Повели? Ви објаснивме од прилика како треба да си го погодите ликот кој што го имате. Не, виде. А, не, видов, не, сакав да Ако ви да кажеш што сега, да Ти сменам. Не, сакав да прочитам, ама обратно доаѓа, не прочитав баш. Ајде видиме. А што беше нетрагично се гледа во незиното. Не, да се снајдеш, гледаш. Пошто не знам да Во, глумам сега дека сигурно Моето го ќе виде? утнам, нема. Сега да. Кој си? Ајде. Елена Го прави. прашуваш него, он со дај Како со сам не кој ти сака, помага. да. Значи, дали сум Само да и не да пејачка, бидат прашањата, дали сум разбираш, за пејач, да и не одговорите да бидат. Дали сум од Треба и Македонија. од прва да погодиш. Не може од кај знаеш од првата. Не, тоа што види видеа го дека сега, јас зошто така и сум помага? видела. Нели реков не сум видела, не знам многу дали сум. Така да, пејачка сум. Пиши. Шифри да ме тоа А покажеш. пиша. Значи- Некако не одма одговори. И наведе се треба два се- одговори. Со да А и не треба со одговара. дај, не се малце да се во интерес на времето, не за Добро. Васка Илиева. Во интерес на Во времето. интерес на времето близко. Близко. Многу сум. Ајде, добро, прашај други прашања. Асоцирам нешто. Имаше не спеа. Вика само со дај со неки помагам Може да сериозно, успеа. имаше не спеа.
Анка Гиева. Уште поблиску си. Јас сигурно Ајде, не сум се спомнувај. прочитала, значи. Не си се прочитала. Што ти дојде на памет? Имам снимено песна на албумот. Ја сажете запеам. За не претеруј. Ако ме запе, ај. Многу беше блиску со првите две. Третата таа е. Да. Топ левел. За мене најдобра. Ама не знаеш која е за мене најдобра. Да. Ти помагам. Со Не стиките, тикнува. спотот. Вања Лазарев. Така Чинам дека денеска беше годишнина некаква, да, само сега да не нели немам точна информација и не сакам да споделувам, нели? Ќе можат луѓето да се најдат веројатно на Да, Вања Лазарова е една од Вања омилените Лазарова. интерпретаторки. Како беше песната? Мори да и невено. Беше снимен Мори спот да и во невено, незина чест, во незиното село од кај што е родена, пред незината куќа кај што пораснала. Браво. Затоа ти кажав, очеков Ама прва се да збуди победиш. нешто, а? Не Се текна. прави една блокада, нели? Точно, да, Природна, да, ама да, ти И точно Јонче во Христовски? топ. Го прочита? Гарант добро. Го прочита, така, вида, нели? А кога? Сега ќе видиш убаво. Има и другаче. Да смениме, сакаш? Сигурно има опција. Не, нема опција, ама сега ќе видиш убаво, ќе читаш Секако ќе го погодеше. Или? Како се случува ова не Ова на... го растури. Ова го растураш? Елена вика, ја тука ќе утнам. Што направи, ајде? Ти со не ме технологија. Со да. технологија. Добра. Да, пушти. Ајде. Технологија. Технологија. Бирај си зборчи. Продиджи. Само да знаете, Аркаич, дали слушаш нешто? Читам од уста, Па така? го слушам. И па не Гледаш како зборувај, сум искрен. само отварај уста. Се појачам? Појачај се. До крај. Значи, тоа се извинувам, малку се исклучив, барав гуглав, на денешен ден починала Вања Лазарова. Починала. Добро. Е, сега Ајде, не слушам. Елена. Потивко скоро ич да не чуе заради тоа што се слуша, ти мали се Те жалам, ставам. Вака, природно изговарај. Природно. Амајлија. Ај пак. Амајлија. А Мартина, а Партина. Амајлија. Поема не. А Партин. Ова е тешко. А, М, А, Ј, Л, И, Ј, А. Ама и ти ја. Близко си. Тука негде си. Многу тежок збор бил. Тежок ја. Ама, ајде. Може, Така се носи, така. Не може така. Ама Илија? Така! Ајде на уште контра, еден, сега ајде има време контра, само да. за уште еден збор. Ајде. Ајде, Елена. Извини. Може? Ја ги бирам. Сега ќе видиш. Чекай, што ти се падна? Може? Да? Золва. Ама не викај. Золва. З. Золва. Ај, поубава. Золва. Золва. Золва, така е. Добро поминавме. Одлично. Ајде, Владко, ајде Ајде, еден сплет да не испееш нешто, малку да се распееме, малку да се расположиме, па време е за следниот блок реклами. Време е лето, што да се прави тоа? Тоа е. Аз колку што разбрав, цело семејство од КТС ќе го испееме. Ајде. Кате, Катерино, леле, кате, Катерино, леле, Катерино, штом се мажиш, кате да ми кажиш, леле, штом се мажиш, кате да ми кажиш, леле, кате да ми кажиш. Ајда, ојме, Ано, ајда, ојме, Ано, горниот порој. Ајда, ојме, Ано, горниот порој. Елено, вино црвено,
Елено, две црвени јаболки. И за нено. И за Нинат на крај. И сега. Снимаме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме. Еј, македонски песни гордо пееме. Браво, стопирам да аплаудирам. Океј, реклами, па се враќаме назад. Емисија, молим. Велат не нема. Велат на Еве Нинат, сме. еве сме пак. Фала ви што дојдовте и да дојдете пак. Да. Ни докажавте дека е како во насловот на емисијата. Никој како Илена Иваткова вече. Така е. Никој како вас, ви благодариме на поканата, јас си поминав супер. Да, јас си поминав квалитетно време, навистина сте позитивно Фала ви. друштво и честитки за ако добро слушнав 101-та емисија, 101. нека бидат 1000 и Дај Боже, дај Боже. Тој се множат. Да. Готово толку да ви кажеме, ви благодариме и вам што сте секојдневно заедно со нас и се гледаме утре. За толку има време, кажете чао. 17:15. Бај.